Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Пуштен во употреба реконструираниот главен пат во населеното место Сарачино. Дворовите на училиштата во центарот на Тетово ќе бидат паркинг за време на зимскиот распуст. Поради звукот на петарди, децата со аутизам и потешкоти во развојот се вознемируваат и плашат. Да не се употребува пиротехника, апелираат дефектолозите. Пуштен во употреба реконструираниот главен пат во населеното место Сарачино. За обнова се издвоени над 300.000 евра. Финансиски средства од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Обновениот главен пат во населеното место Сарачино денеска официјално беше пуштен во функција. Станува збор за реконструирана улица во вкупна должина од 1500 метри. Покрај новиот асфалт и тротоари, проектот опфатил и нова атмосферска канализација, а поставено е и ново улично осветлување. Вредноста на проектот е во висина од над 300.000 евра. Финансиски средства обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален рамномерен развој. Денеска ми е чест заедно со пратениците, со министри и со локалната население да опуштиме во употреба овој голем проект значаен за овој регион. Значи проектот е реализиран преку општина Тетово, односно финансиран од владата на Република Северна Македонија преку Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален рамномерен развој. Еден проект е што е вредноста на овој проект е над 300.000 евра, кај што директно е финансиран од Бирото за регионален рамномерен развој. Значи опфаќа проектот атмосферска канализација, асфалтирање на патот, тротоари, улично осветлување. Иако е време на криза, значи како што гледате, владата дава напори и можности за да инвестираме и да одвоиме средства и за капиталните инвестиции се со цел и подобар квалитет на граѓаните и да им помогнеме и на градежните фирми за да опстојат во ова време на криза. Така да ова беше едно барање од овие жители, барање на председателот, огранокот на СДС од ова население, па и од сите граѓани во овој регион едно 20 години, односно во ова село не е инвестирано, така да овој пат со среќа да употребат и за добри работи. Во однос пак на определениот буџет за инвестиции за идната година, директорот на Бирото за регионален развој Рамис Реджепи истакна дека тој е зголемен за разлика од претходните години. Значи буџетот не е околу 15 милиони евра, така да зголемен е буџетот од претходните години, иако е пак потенциран време на криза, имаме енергетска криза, имавме криза на пандемија, така да владата не отстапува од капиталните инвестиции. Имаме стратегија за сајбер безбедност преку посебен тим на Агенцијата за електронски комуникации, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање. Прво има стратегија за сајбер безбедност. Стратегијата за сајбер безбедност предвидува детално на колку нивоа и каде се реализираат сите активности кои што ќе значат поголема сајбер безбедност. Агенцијата за електронски комуникации има посебен тим, посебен дел кој што се занимава со сајбер безбедност. Меѓутоа едно треба да знаеме сите, безбедноста не е ниту еден човек, ниту една институција, безбедноста сме сите ние. И колку повеќе ќе се подготвиме сите заедно, зборувам за институциите на системот и од аспект на материјално-технички средства и од аспект на човечки ресурси, толку поотпорни ќе бидеме на сите овие сајбер напади и сајбер закани кои што ние заеднички ги добиваме. Така да, генерално, не само кај нас, ова се последните години во кои што многу повеќе се посветува вниманието на сајбер криминалот и сајбер безбедноста, заради тоа што се увиде дека
ваквите сајбер напади може да бидат многу поопасни и со поголема раздорна моќ отколку и конвенционалните. Така да во овој дел треба сите заедно максимално посветено да се бориме кон создавање на еден систем кој што би бил имун или заштитен во делот на сајбер заканите и сајбер нападите. Од локалната самоуправа информираат дека дворовите на неколку училишта во Тетово ќе бидат отворени за користење за паркинг на возила. Дворовите на училиштата во централното подрачје на Тетово за време на зимскиот распуст, граѓаните ќе можат да ги користат за да ги паркираат своите автомобили, според информацијата која ја објави општина Тетово на социјалните мрежи. Оваа одлука е донесена за да се намали метежот во сообраќајот во градот. Ги известуваме граѓаните дека дворовите на училиштата Лирија, Гоце Делчев, гимназијата во Тетово, Стара медицина и Истигбал следниот период ќе бидат прилагодени, односно отворени за користење за паркинг за сите граѓани. Прилагодувањето на училишните дворови во паркинзи е одлука што ќе помогне да се намали сообраќајниот хаос во нашиот град за време на новогодишните празници. Веќе неколку дена булеварите и улиците во Тетово, особено во попладневните часови, се речиси нефункционални. Со доаѓањето на печалбарите пред новогодишните празници, драстично се зголеми бројот на возила низ сообраќајниците, кои се во целосен колапс. Од СВР Тетово велат дека нивни екипи се на терен. Како и секогаш пред новогодишните празници имаме засилени полициски контроли на терен со големо присуство на полициски службеници, со цел регулирање на сообраќајот и подобар проток. Тука се и нашите екипи на терен и доколку има некоја сообраќајка во тие гужви веднаш да интервенираат, за да не дојде до поголем застој на сообраќајот. Звукот од петарди предизвикува разни трауми кај децата со аутизам и потешкоти во развојот, предупредуваат стручните лица и родителите на овие деца. Поради силниот звук, децата се вознемируваат и плашат и се јавуваат разни видови последици, како страв, вознемиреност, агресија и друго. Апелираат да не се употребува пиротехника. Лицата со пречки во развојот и поготово децата со аутизам се сензорно дезинтегрирани и јаките дразби ужасно им пречат, доведуваат до една општа вознемиреност, плачливост и така натака, затвараат уши, се затвараат дома и генерално имаат проблем во движењето низ градот. Апелирам на свесност на граѓаните на Тетово, помалку да се користат пиротехнички, односно да не се користат пиротехнички средства, зашто тоа не е одраз на среќа и радост. Секогаш да го имаат предвид однесувањето на различните од нив и да го почитуваат и нивниот простор, нивното време и нивното однесување и да им дадеме шанса и они да прославуваат заедно со нас на еден поинаков начин, односно без петарди. Народниот правобранител формира предмет по сопствена иницијатива за образованието која сега се спроведува во Воспитно-поправниот дом во Тетово. Тие добиваат потврди кои немаат важност на јавна исправа. За основно образование, односно за 15 штитеници кои што се на издржување мерка во Тетово и тоа предмет на настава за 2 ученика, односно за 20 штитеници и останатата одеменска настава од наставниците со продолжување на договорот за работа на ангажираните наставници од училиштето за возрастни Асмата. Оне што го имаме како информација е податокот дека продолжи на ист начин како и образованието кој што течеше до 7, односно до 10 октомври. Ние овде имаме група на деца кои што се со најмала возраст од 14 до 21 година од посетата што имаме направено, што значи дека и програмата која што треба да се образува, треба да биде соодветно приспособена и на условите, меѓутоа и на нивната возраст. Но она што сметаме дека е најбитно, треба по завршување на ова образование на децата во Воспитно-поправниот дом да се здобијат со знаење, да се здобијат со вештини, меѓутоа и секако да имаат
сертификат како јавна исправа, која што понатаму ќе му послужи на тоа дете, на тие деца по излегување од установата, доколку сакаат да го продолжат образованието, да го продолжат таму каде што може да го продолжат во некоја друга установа, или доколку има потреба, а секако дека ќе има потреба од нивно вработување заради обезбедување на средства за екзистенција лични на своите семејства, да може да бидат конкурентни и да може да одговараат на потребите на пазарот на трудот. За да го утврдат нивото на нивното знаење, им се издадени потврди за одреден степен на знаење кој што укажува на тоа дека тие имаат некакво познавање, меѓутоа не е степен на завршување на образование. Потврдата не представува јавна исправа и тоа е факт. Меѓу другото, ако се гледа потврдата и на самата потврда пишува дека тоа не представува доказ за стекнат некој степен на образование. Нашата забелешка е дека образование на овие деца мора да биде формално и мора да има на крај добивање на диплома, уверение или сертификат од кој што нема да биде препознаено, да има знак дека тоа завршило во казнено-поправна установа, воспитно-поправна установа, а на тоа впрочем укажува и Законот за правда на децата. Во полицискиот билтен регистрирани неколку случаи на пронајдена дрога. Приведено е едно лице поради кражба во трговски центар во Тетово. Следуваат деталите. Вчера во 16 часот во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 21-годишникот Тетово. При претрес во неговиот дом и помошните простории, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени марихуана и 6 куршуми од различен калибар. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера пак во 16 часот и 30 минути во трговски центар во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 37-годишничкот гостивар. Таа била фатена при извршување на кражба во трговски центар, при што одзела повеќе предмети. Одземените предмети биле вратени на собствениците, а таа била задржана во полициска станица. По целосно документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 23:55 часот во угостителски објект на регионалниот пат за Тетовско фалише, полициски службеници од СВР Тетово врз основа на наредба од Основен суд Тетово привеле 46-годишничка од Република Косово за издржување на затворска казна. Таа била спроведена во казнено-поправната установа Затвор Идризово за издржување на казната. Вчера пак во 22 часот и 40 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода двајца 16-годишни малолетници од Гостиварско Здуње, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Во присуство на нивните родители и представник од Центарот за социјални работи, со малолетниците бил извршен службен разговор. По документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска во 1 часот и 20 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар, полициски службеници од ОВР Гостивар лишиле од слобода 49-годишникот Гостиварска Лакавица, затоа што кај него бил пронајден и одземен хероин. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следи соодветна пријава. 23 возачи биле казнети затоа што возеле побрзо од дозволеното. 24 автомобили во Тетово пак биле подигнати од пајак службата. Вчера во периодот од 8 до 20 часот полициските службеници од СВР Тетово на Тетовско-Гостиварското подрачје спровеле мерки и активности за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, при што била спроведена акцијска контрола за брзо возење, односно пречекорување на максималната дозволена брзина. При тоа биле констатирани 23 прекршоци надвор од населено место, и тоа 10 во Тетовско и 13 во Гостиварско, и тоа со пречекорување на брзината до и повеќе од 30 км на час, како и 59 останати прекршоци, 39 во Тетовско и 20 во Гостиварско. За прекршителите изготвени се соодветни платни налози. Во Тетово, во текот на вчерашниот ден биле спроведени и мерки и активности за поголем ред во сообраќајот околу паркирањето, при што со специјално возило пајак биле подигнати 24 погрешно паркирани возила, поголемиот дел во централното градско подрачје,
кои биле заокружени со соодветни законски определени глоби. СВР Тетово уште еднаш апелира до возачите и пешаците да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот, возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, да им даваат првенство на пешаците, да ги паркираат нивните возила на означени места за таа намена и да овозможат нормален и проточен сообраќај. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.